Веднаш по реакцијата на станарите на зградата кај Бетон за дислоцирање на хаварисаните возила позади зградата кои стојат со децении, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и надлежните од Оделението за внатрешни работи веднаш излегоа на терен и се зафатија и ангажираа да им помогнат и да им излезат во пресрет на овие граѓани, со што конечно би се ставило крај на деценискиот проблем. Хаварисаните возила не само што им го узурпираат просторот за влез во подрумите на зградата, туку навлекуваат кучиња, мачки, змии, од што станарите стравуваат за својата безбедност. Градоначалникот Илиев информираше дека поголем број од возилата веќе се преместени. Остануваат помал број за дислокација. Разговаравме и со надлежните од полициската станица Кочани, кои што треба дел од работата да ја завршат, а тоа е да ги подигнат возилата и да бидат однесени на места кои што веќе се определени од страна на локалната самоуправа, а тоа е поранешната касарна, таму каде што е сместена противпожарната единица. Таму веќе во изминатиот период сместивме 40 на возила и овде, како што сум информиран, се работи за 16 возила. По разговорите што ги имам со надлежните, дека во текот на денешниот ден ќе отпочне постапката со пренесување на остатокот, односно на овие 16 возила, и да просторот кој е овде биде ослободен и секако на нас ни се овозможи како локална самоуправа да го уредуваме на начин на кој што сметаме дека ќе ги задоволи потребите на граѓаните кои што живеат во овој дел. Станарите кои излегоа лично да му го искажат проблемот на градоначалникот, упатија благодарност до него и до општината и до Оделението за внатрешни работи за брзата реакција во решавање на проблемот. Го сме благодарни на нив, треба да ги тргнат. Многу фала и нема што да кажеме. Сопират тука мачки, кучиња, се тука. И нема што да се каже, фала му на градоначалникот што дојде да ги тргнат. Во однос на второто барање за уредување на просторот пред зградата, градоначалникот Илиев истакна дека откако ќе биде решен првиот проблем со хаварисаните возила, дополнително ќе се направи увид во деталниот урбанистички план и откако КЈП Водовод ќе го исчисти просторот, ќе се види дали истиот ќе биде преуреден во парк или во паркинг за возилата на станарите.